Добар ден, ученици! Јас сум Василка Хаџикотарова, професор по биологија во гимназијата Јане Сандански од Струмица. Денеска ќе ви предавам за деформитети и болести на локомоторниот систем. И покрај тоа што скелетот кај човекот е цврст и еластичен систем од совршено поврзани коскени елементи, подлежи на бројни морфолошки промени кои се манифестираат со помали или поголеми функционални нарушувања. Целта на часот е да се запознаеме со најчестите деформитети на скелетниот и мускулниот систем, кои никогаш не се разгледуваат посебно, туку секогаш општо како деформитети на целиот локомоторен систем. Да ги запознаеме причините за појава на деформитетите, да откриеме дали постои разлика меѓу половите и возраста во однос на деформитетите, да ги одредиме последиците од истите и да заклучиме какви мерки да превземаме за зачувување на здрав локомоторен систем. Секое одстапување од нормалната форма на дел од телото представува деформација. Деформитетите се групирани во три групи: вродени или конгенитални, ендокрини, хормонални и метаболитички, и деформитети кои настануваат под дејство на надворешни фактори. Вродените или конгениталните деформитети настануваат како последица на генетски нарушувања и се јавуваат со самото раѓање. Тука спаѓаат рамно стапало, криво стапало, сраснати прсти синдактилија и зголемен број на прсти полидактилија. Може да направите споредба како изгледа нормално стапало и како изгледа деформитет рамно стапало. Синдактилија е сраснати прсти и полидактилија е зголемен број на прсти. Може да бидат и на прстите на рацете, на горните екстремитети, како и на долните екстремитети. Најчести метаболни деформитети се рахитис и остеопороза. Најчесто метаболно нарушување е рахитисот, кој се јавува заради недостаток на калциумови соли и витамин D, така наречен уште антирахитичен витамин, бидејќи ја регулира ресорпцијата на калциум и фосфор во организмот, со што игра примарна улога во оформување на коските, придонесувајќи за нивно зацврстување. Недостаток на витамин D доведува до пореметување на метаболизмот на калциум и фосфор, значи не можат да се апсорбираат правилно, со што доаѓа до деминерализирање на коските, болки во коските, слабост во мускулите и почести спонтани фрактури. Се јавува кај децата во периодот на растење и развиток, но и кај жените во менопауза, засилувајќи го процесот остеопороза. Инаку, витаминот D во организмот се создава во кожата во вид на провитамин, а под дејство на сончевите UV зраци се трансформира во витамин D. Кога нашата кожа е изложена на директни сончеви зраци, тоа е најсигурниот начин за витамин D да се синтетизира. Витаминот D се внесува преку храната. Најмногу храна застапена со витамин D е рибата, млекото, рибиното масло, млечните производи и жолчка од јајце. Симптоми на рахитис кај децата се искривени нозе, најчесто во облик на буквата О или X, заоблени колена, искривен рбет и деформации на карлицата и градниот кош.
Остеопорозата е метаболичка болест на коските, која се јавува заради намалено вградување на калциум во коските, заради што тие ја губаат масата, стануваат шупливи и лесно кршливи. Може да направите споредба и да забележате како изгледа здрава коска, а како остеопорозна коска. Рековме шуплива и затоа и лесно кршлива. Во поголем процент е застапена кај жените, и тоа во периодот на климактериум, за разлика од мажите. Млекото и млечните производи се најдобар извор за калциумови соли. Деформитети кои настануваат под дејство на надворешни фактори најчесто се поврзани со рбетниот столб, главниот носечки столб. Тие не доведуваат само до естетски промени, туку и до сериозни здравствени, физички и психички нарушувања. Најголем процент, околу 80% од сите телесни деформитети, припаѓаат на деформитетите на рбетниот столб. Причината за тоа се лошото држење на телото и неправилно седење. Нормалниот рбетен столб има 3 кривини. Едната е во вратот, другата во горниот дел на грбот и третата во долниот дел на грбот. Овие кривини се гледат ако се гледа рбетот странично, но ако го гледаме од назад, тој изгледа прав. Овие кривини се сметат за нормална појава се до нивно зголемување или намалување кое представува деформитет. Деформитети на рбетот се манифестираат со искривено држење на телото. Во деформитети на рбет спаѓаат сколиоза, тоа е странично искривување на рбетот, кифоза, слика број 2, и лордоза, слика број 4. Сега ќе објасниме поединечно за сите нив. Значи, рековме, сколиоза е странично искривување на рбетот во фронталната рамнина, може да биде искривувањето на странично или на левата или на десната страна во вид на буквата S, заради што градниот кош ја губи симетричноста, рамењата не се на исто ниво, едната лопатна коска е поизразена од другата, колковите не се во иста рамнина, тука се гледа, и половината исто, и затоа едната нога е пократка. Сколиозата е многу прогресивна промена на рбетниот столб и ако не се превземат мерки, може да има сериозни последици. Кифозата е зголемена кривина на рбетот наназад. Може на сликата да видиме како правилно изгледа нормален рбет, почетна фаза на кифоза, закривување наназад и во прогресивен развој, кифоза во прогресивен развој. И лордозата е зголемена кривина на рбетот нанапред. Имате нормален рбет и рбет со лордоза. Недоволното внимание и грижа, несоодветната исхрана, лошите животни навики со недостаток на физичка активност, меѓу другото, се главна причина за деформациите на рбетниот столб. Затоа, нивна рана детекција е клучна за успешна корекција.